Денеска во ресторанот Амор се одржа промотивна пресконференција на проектот Нашето заедничко минато, патека за заедничка иднина, кој се реализира во соработка со Источнопланскиот регион, општина Кочани и општина Гоце Делчев во Бугарија. Проектот опфаќа реконструкција и адаптација на мултикултурниот центар во Кочани, за што градоначалникот Никол Чилиев изјави дека во најбрз можен рок се очекува да се започне со негово реновирање. После подолго време, аплицирање, па понатаму сите процедури, Кочани е добитник на проектот, реконструкција на проектот Мултикултурен центар, нешто што е повеќе од потребно за граѓаните на општина Кочани, бидејќи се работи за една зграда која е во строгиот центар на градот и навистина е една од постарите објекти е во незавидна положба. Од тие причини, општина Кочани се одлучи да аплицира со овој проект во делот во прекогранична соработка и веќе операторот е воведен во работа, што значи после ова денешна наша средба и презентација официјално отпочнуваат и градежните работи на овој објект. За период од 20 месеци Кочани ќе добие мултикултурен центар, граден по најсовремени критериуми и истиот ќе содржи повеќе простории кои ќе бидат достапни за користење на граѓаните на Кочани. Очекуваме да завршат за 20 на месеци. Ќе биде сигурно добро во колку граѓаните ги изненадиме и ова реконструкција заврши во еден пократок период, меѓутоа рокот предвиден е 20 на месеци. Градоначалникот на општина Гоце Делчев Владимир Москов истакна дека од особено значење е меѓуграничната соработка помеѓу овие две општини. Очекуваме проектот при реализацијата му. Со реализација на проектот очекуваме да се добијат позитивни резултати. Конкретно во нашата општина Гоце Делчев ќе се реконструира туристички центар кој ќе придонесе за развој на туризмот во овој дел од државата. Очекуваме успешно да завршат и двата проекти, и реконструкцијата на мултикултурниот центар во Кочани, како и обновата на туристичкиот центар. И се надевам дека ќе продолжи меѓуграничната соработка помеѓу општина Гоце Делчев и општина Кочани. Председателот на Источнопланскиот регион Благо Бечварски додаде дека тој како председател заедно со градоначалниците ќе продолжат и во иднина да работат на проекти кои се значајни за општините од Источнопланскиот регион. Навистина ми е задоволство што денеска во Кочани можеме да промовираме вака сериозен голем проект кој што од една страна покажува капацитетност на општината, на Источноплански регион, но и на партнерите од Бугарија да изработат голем проект, но и да влезат во реализација. А од друга страна покажува дека мораме да се бориме за европските средства секојдневно што е можно повеќе и веќе да не ги трпиме критиките од страна на Европска унија, каде што на секој извештај се кажува дека имаме реално неискористување на европските средства. Инаку проектот Нашето заедничко минато, патека за заедничка иднина, има за цел да го зајакне туристичкиот потенцијал во регионот преку иницијативи за соработка за подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство.